Значи, и покрај влошените временски услови се оствари најавеното. По патот забележуваме возила кои се враќаат односно се движат кон Македонија, што значи дека не е заговор за едностанатиот сообраќај, туку протестот се однесува само на едниот дел од коловозната лента кој води кон Република Бугарија. Во делови од патот гледат и мали ситни одрони. Така што сите кои патувате на овој патен правец, внимавајте на тој податок и на таа околност. Колку сме повисоко, толку се уште не забележуваме дали има снег, можеби. Значи за сега само дожд. Забележувате се враќаат и возила. Поточно има проток на возила од граничен премин Делчево кон самиот град. Сега ќе видиме каква е состојбата на самиот премин, пред преминот поточно. Иако времето е, како што кажавме, повеќе наврат малку влошено. Повеќе магла има, полицијата е овде. Еве забележувате. Тука се камионџиите. Еве, вака е овде на граничен премин. Ќе се обидеме да дојдеме до самите камионџи.
Здраво. Добар ден. Еве се оствари најавеното, се придружувате на возачите од превозниците од другите земји од Балканот. Која беше причината да повториме? Причината заради деновите. Така? Деновите, многу малци денови се. Значи, ние бараме да туристи, кој го нема шума, туристи биеме ние. Добро. Колку планирате да трае? Протестот? Да. Епа сега ќе видиме. Денеска почнавме. Колку би има овде на граничен време дел што отрлика камиони? Камиони има 50 камиони, 50 камиони. И сега правиме некоја организација да направиме распоред. До кого ќе ги поднесете барањата? Барањата? Барањата ги поднесеме до Европската унија. До надлежните за оваа проблематика од наша страна. Да. Тук имаме ови што се организаторите. Имаме што се организаторите. Они по ово знаат, ке ме информираат. Така, да? Ви од каде сте? Ми сме од Берово, работиме во скопска фирма, во Мијада Транс. Така, и се соочувате со овие проблеми Да, исто. неколку месеци веќе, колку време? Сакаме дома да седиме. Како февруари има некој март, април и толку. Не можеме да идеме нигде. Фала многу. Протестот е за ограничениот број на денови во Шенген зоната на нашите возачи. Значи, Колку се ограничени? 90. 90 дена, 180 дена. Сега го идејата и електронско систем Exit, Entry-Exit. И сега со електронското тоа нема, до сега имаме така, кога ти пробат денови, кога не пробат денови пасоши. Сега, од април фактички, сите ќе бидат, скоро сите возачи може. 89% што имат препорачен број на денови, нема да ги пуштат да улезат у Шенген земјите. И сега се бореме за тоа, значи, бидејќи авионите, персонал, авионски, железници, персонал, бродови, морски транспорт, значи тие се ослободени од таа мерка се изземани, само патниот транспорт не е изземан. А да речеме нашите земји тука, Западен Балкан, са 90% со патнички транспорт. Немаме море, немаме железници, немаме тоа. Да. Целата економија оне со патнички транспорт и се бореме, значи тие возачите да бидат исто изземани од тие, да не се рачунат како туристи, да не се рачунат како мигранти, туку како работници. Тие се вработени фирмите из Македонија, из Србија, секаде, извршуваат работни задачи. Превоз на стока. Јасно. И тоа е тоа. Полиција да ли се зволи тамо, рекоа за паркингот, не, некој